Благодарам, господин Джафери. Господине Заев, вашиот говор искористивте еден дел за зборови кои што всушност треба да бидат одлика на овој процес. Велите дека овој процес треба да биде во знак на помирување, овој процес треба да биде полн со инклузивност, овој процес треба да биде заеднички потфат на сите нас. Па зарем не гледате дека не е така? Па зарем не гледате дека најмалку половина од пратениците се против договорот со Грција? Зарем не гледате дека најмалку половина граѓани се против договорот со Грција? Зарем не гледате дека во општеството место сплотеност донесовте разделеност? Зарем не гледате дека место политички договор имаме политичко разидување? Треба да промениме устав. Треба да си го промениме името на сопствената држава. И тоа го терате на сила, тоа го терате без подршка на половина од овие кои што ги напомнав сега. Барем на половина. Ето, сакам да бидам коректен, да речам дека е половина. Макар што граѓаните многу јасно и гласно на референдумот си окажаа своето мислење. Неизлегувањето на референдумот беше голема порака која што вие, како власт, требаше да ја разберите. Значи, граѓаните не се служуваат со ова. Вие како власт треба да најдете начин заеднички да се направи работата. Заеднички сите тука заедно да сме сложни дека треба да го промениме устав. Значи нешто не штима. Нешто не е во ред. Јасно ви кажа што не е во ред, граѓани. Договорот е штетен. Договорот е против националните интереси на државата. Договорот задира во секој граѓанин на оваа држава внатре, во душата наша. И сакате насила тоа да го направите. Не е во ред, господине Заев. Не е во ред. Можда ќе го направите, ево имате 80 пратеници во првото гласање, веројатно ќе ги имате и во третото гласање, и тоа треба сами да се замислите. Едно зборувате, а друго правите. Не е во најмала рака фер спрема оние граѓани кои што на референдумот јасно кажа што мислат за овој договор. Благодарам.